Изминатиот период промовираше низа мерки, но и обуки, се со цел да се поттикнат и вработат младите лица. Најновата мерка, всушност и вчера промовирана, е грант веќе трет поред наменет за младите лица до 29 години. И токму за сите можности кои што ги нуди Агенцијата за вработување на Република Македонија, ќе дознаеме од првиот човек, Владко Поповски, со мене во студиото. Добар ден. Добар ден. Благодарам што сте со мене. Ајде да збориме за оваа нова мерка која што вчера ја промовиравте. Тој е грант веќе трет поред наменет за младите лица до 29 години. Трет велам поред, што се разликува тој по изминатите два гранта кои што помина и ги оценивме како исклучително успешни, со кои што навистина голем број на млади лица се вработи и се уште се вработени. По што се разликува и дали можеби оние народски кажаните аномалии кои што ги видовте во првиот, во вториот, сега се исправени, имаме она што треба, потребно на пазарот? Точно така, значи ние како што расте самата агенција, значи дознаваме многу работи нови кои што ни се многу битни за планирањата кои што ги правиме. Така да овој трет грант веќе е наменет исклучиво за млади лица. Претходните два гранта беа наменети за невработените жени, долгорочно невработените и младите лица. Така да во учеството во тие грантови некаде над 60 до 70% беа млади лица. Така да одлучивме третиот грант да го посветиме исклучиво на младите лица до 29 годишна возраст. Видовме дека на нив им треба најмногу помош, бидејќи излегуваат од факултетите, излегуваат од училиштата, немаат никаква практично знаење или пак при одбир на образовниот, да кажеме, профил за кој што завршиле образование, отишле во сосема спротивна насока и велат денеска не можам да се снајдам во ова што го завршив, дајте нешто друго. Така да ние ги формиравме неколку типа на обуки кои што ја даваат преку краткорочен тип на тренирање да може да се вработат подоцна. Како што истакна господинот Бертолини вчера, над 60% од лицата кои што учествувале досега во обуките кои што сме ги направиле преку првите два гранта се во работен однос. Значи тој не е најбитниот момент кој што ние го имаме. Но мора да кажам дека дел од тие лица кои што го извршија обуките со претходните грантови не се невработени. Значи има дополнително уште еден голем процент кои што работат со договори на дело, со авторски договори или пак има договори со странски компании и работат од својот дом, односно од својата удобност. Значи имаат приходи кои што им дозволуваат да живеат. Единствената мана што ние ги немаме во редовниот систем на регистрација и не можеме да ги најдеме. Инаку од година во година Агенцијата за вработување заедно со Европската унија и за ние како држава која што вложува во младите, гледаме какви се обуки им требаат, какви се мерки кои што треба да ги направиме и единствената цел ни е што помалку невработени лица бидат на евиденцијата на невработени, туку што повеќе во евиденцијата на вработени лица. Првиот грант почнавте со 3000 евра. Колку износи овој? Првиот грант кој што го добивме од Европската унија беше 1.200.000 евра. Вториот беше 2.200.000 евра, еве третиот е 1.454.000 евра, со тоа што веќе некаде сумата се приближува околу 5 милиони евра кои што беа доделени од Европската унија кон Република Македонија на Агенцијата за вработување за поттикнување на невработените, за подигнување на нивните знаења, можности и вештини за да дадат поквалитетно работно место, да бидат вработени, а не невработени. Изминатиот период навистина многу и обуки промовиравте, не само за усовршување на IT вештините, тука и неодамнешната соработка и со Сојузот на стопански комори за вработување кај познат или работодавач, со тоа што работодавачот обврзан за одреден временски период да го задржи младото лице кое што ќе се обучува и така натаму. Како се покажуваат овие обуки? Пред се, тоа се краткорочни обуки во трајање од 3 месеци. И ако кажам дека над 60% има вработливост, јасно е дека вредат, имаат позадина, имаат тежина, мерливи се и видливи. Значи не е нешто што статистички измерено, туку е нешто што е, да кажеме, административно пребројано. Значи врзтоа на матичен број, име, презиме, компанија и така натака. Така да овие краткорочни обуки даваат можност да она лице кое што можеби има теорија, а нема пракса. Или пак има сосема друго образование, се усмерува кон сосема друга нова вештина, односно знаење или работно место. Така да, низ период од 3 месеци, тоа се, да кажеме, почетни знаења за практична работа. Со текот на времето тие лица стануваат експерти и професионалци во нешто ќе го работат. Најбитниот момент од целата работа е мотивот за да се учествува и да се постигне некоја цел. Сето другото е веќе реализација на мотивот, односно на трудот кој што ќе се вложи.
Не секогаш се поклупува, можам и слободно да кажам дека сега еве и вие ќе ми кажете, многу ретко се поклупува на што си го завршил како образование и да го работиш понатаму со оглед на тоа што имаме дефицит од некои други струки, друго се бара на пазарот на трудот. Тука пак сега се поклупува оние грантови наменети за млади лица со кои што им се овозможува да си го реализираат својот посакуван сонете, народски кажано. Како тие се покажуваат? Па, ако направиме анализа од 2007 година, бидејќи таа мерка која што е меѓу постарите мерки, да кажеме од 2007 година даваме грантови за самоработување, почнавме со 2.500 евра, сега стигнавме со 4.000 евра грант неповратен, со тоа што во почетокот беа поделени на лица кои што го легализираа својот или формализираа својот бизнис и лица кои што почнува од нула. Така да тврдевме дека и тие што го формализираат има проблеми. И направивме една комплетна лепеза на обуки кои што ги даваме претходно и потоа имаме склучување на договор, значи бизнис план кој ќе се изработи е оценет, склучуваме договор и го доделуваме тој грант. Успешноста на грантот е некаде 63 до 64%. Зборуваме за фирми кои што се уште работат. Се уште постои, но мора да нагласам дека бројката на вработени во овој момент во тие фирми што се останати е приближно со бројката на лица што сме ги финансирале. Значи некаде 8700, да кажеме, фирми што сме отвориле, некаде имаме 8340 вработени во постоечките фирми. Значи, кога зборуваме за вакви се мали растечки фирми, вие имате па многу можности за надоградување, дополнително да си вработат лица и така натаму. А и тука за овие кои што се надоградуваат со мерките кои што вие ги нудите. Ние ги оставаме секоја сами, затоа ги следиме. И самиот бизнес план кој што го прават, веќе ги гледаме идните вложувања во бизнисот, односно растењето на бизнисот. Значи, расте бизнисот низ призма на економскиот фактор, но и низ призма на човечкиот фактор, значи на вработување на луѓе. Така да, веднаш наредната година може да учествуваат во финансиска поддршка за микро, мали и средни предпријатија. Пак дополнително 1500 евра за едно ново лице кој ќе вработи. Или пак во делот на обука со субвенција, каде што пак може да земат ново лице со тоа што тоа лице ако не е врзани да го вработат. Точно така, значи обуката трае 3 месеци, после третиот месец фирмата мора да го вработи тоа лице што биќе добива дополнителни средства во вид на субвенција во висина од 19.000 денари, односно 17.000 денари е за бруто плата, значи основна плата нето од 12.000 плюс придонеси и персонален данок и дополнителни 2.000 денари за компанијата како стимул, како мотив, бидејќи ова е наменето за многу потешка категорија на лица кои што треба да се вработат. Значи, да кажеме во тие ризични групи кои што се многу тешки да се приспособат на условите. Така да ова е мотив да компанијата вложи во нив, да инвестира знаење, труд и на крајот нормално тој да се исплати со квалитетен работник. Тука ми е следното прашање. Пред се неколку пати повикувавте до собствениците на компаниите дека пред се наменети тие за социјално ранливи категории. Колку од нив да речеме се успешно вработени? Во просек од целокупната бројка која што имаме, оваа година имаме 450, да кажеме, вработувања, некаде околу 300 до 350 ќе бидат со ризичните групи, социјално загрозените. Веќе се оние што се подолгорочно невработени, можеби не се социјално ризични, но се долгорочно невработени со согласно дефиницијата која што постои. Значи над една година и пол, 2 години на евиденцијата невработени. Веќе влегуваат во таа така наречена ризична група која што е пасивна група и мора да се помогне да влезе во активниот свет. И оние кои што вистински им треба. Користи социјална парична помош, родители со 3-4 деца, самохрани родители, родители со деца кои што се со хендикеп и така натака. Значи да не ги набројам, тоа е една широка лепеза на да кажеме на групи кои што се во ризичен фактор, односно социјален ризик, кои што им треба можност да држат прашањето ми беше дали работодавачите ги отвараат вратите за тие. Точно така. Разговорот што го правиме ние, значи како агенција за вработување со работодавачите, нашите колеги одат до кај работодавачите, разговараат, ги убедуваат, фактот дека има негативен контекст, јас ќе се замарам со него, ќе губам време, но кога ќе им објасниме како резултат се постигнува после одреден период, веќе го менуваат ставот. И тоа ми се допаѓа. Значи, ако веќе успеавме во некои компании каде што до скоро време немавме ни влез како агенција, веќе имаме отворена врата бидејќи видува дека она што го работиме и она што го промовираме и она како го завршуваме е на многу високо ниво, воедно нудиме на широка лепеза за избор на тие луѓе.
Значи, има тестови кои што ги имаме кај нас, па имаме профилот на тоа лице, па психолошкиот профил на тоа лице. Значи, едноставно, ние не го соопштуваме профилот на работодавачот, ние го тврдиме, ово е соодветен. И толку. Да, И стоиме тоа. позади тоа. И тоа е најбитниот момент, бидејќи така се работи во сите западноевропски држави каде што има квалитетни агенции за вработување. Ние во Република Македонија ги имаме изедначено и приватните агенции на исто ниво со агенцијата за вработување. Така да соработката и со приватните агенции е на многу високо ниво. Така да ние сме среќни секогаш и кога приватна агенција ќе успее да вработи некој социјален, да кажеме, социјално ризичен невработен кој што долго време чекал работа или пак бил зависен на минимална социјална помош која што верувајте не ги задоволни основните потреби за еден човек. Да. Кажете ми, во моментов, може неколку професии кои што да ги издвоиме, пред се пак се вратиме за младите, што се бара најмногу на пазарот на труд? Па ако одиме од највисоката, значи образовна структура, сепак се програмерите на прво место, машинските инженери, градежните инженери, електроинженерите, технолозите, бидејќи ги нема. И повторно остануваат дефицитарни струки. Тие се дефицитарни кои што во овој момент колку и да се побара, нема човек кој што може да го понудиме. Значи има, но многу е малку. Бидејќи покрај тоа што компаниите бараат такви луѓе, бараат со искуство, бараат со знаење, бараат со сертификати. Затоа тука се и обучите сајти, вештини Точно така, значи ние иако некој завршил да кажеме на Финк или на Фейт или не знам на кој било друг, да кажеме, програмерски факултет, така наречен, или за IT индустрија, сепак овие ние обуки што ги нудиме за напредни IT, тоа се специфични, конкретно структурирани знаења за конкретна работа во делот на IT сферата. Значи, Java програмирање, бета тестирање, Microsoft.NET, C# или не знам обичниот .NET, каде што се програмираат веб портали, потоа HTML5 со CSS3, каде што се работи на оние програмски разменување на информации, правење пристапи за други на одредени веб-сајтови. Така да тоа е широка лепеза која што секој треба се буквално ова е остручување. Во смисла точно конкретизирање на што ќе се бавиме. Дали ќе идеме со Java програмирање, дали со не знам Python програмирање или со PHP или со што и да е. Значи ние се остручуваме и стануваме експерти во тој сегмент. И останува тоа да биде тоа што треба. Точно тоа така, што му треба на пазарот. Точно така, значи и во Република Македонија никој не го сваќа тој сегмент, дека треба да бидеш посебен во една сфера. Во последно време почна да се сваќа тоа и почна луѓе да се насочуваат кон една точка. Јас сакам да бидам Java програмер. И се насочува кон таа и знае дека не губи. Во смисла, ќе потрошам време, ќе потрошам средства, ќе се потрошам себе си, ама на крајот резултатот е поволен. Бидејќи платата што ќе ја добие за тоа работно место во иднина е многу повисока од која било друга редовна плата во Република Македонија. Еве според статистика, некаде платите во IT индустријата се движат најмалку 3 пати поголема од просечната во Република Македонија, што е дополнителен стимул. И веќе влегуваат доста големи компании кои што десетина кои што се од висок ранг кои што почнаа да ги вработуваат овие луѓе. Едноставно даваат мотив да и оние кои што се размислуваат да го изберат тоа. Ама да не ги заборавиме и оние другите, значи градежните инженери, машинските инженери, електроинженерите, кои што им треба од друга страна само практична работа, бидејќи факултетите иако имаат обврска, имаат пракса која што да кажеме е еднолична и нема можност за докажување. Јас и со повеќето компании во кои што разговарам, велам, да отворете ги вратите. Земете ги овие млади луѓе, нека пробаат, нека бидат тука месец, два, три, дури платете им ако треба, само мотивирајте ги да влезат во светот на праксата. Значи теоријата е едно на факултетот, каде што се учи многу теорија. Јас сум правник, знаеме колку е теорија, колку малку пракса имавме во на споделување како се пишува тужба, како се срочува тужбено барање или жалба или некој поднесок. Така да истото и со нив се случува. Значи им треба можност каде што она го научиле во клупите да го применат на дело. Значи да видат таа машина која што кошта €1.000.000, каде што може да обработат некој метално парче или пак да употребат своето знаење во конструирање на некоја зграда, да ги предвидат сите оние елементи кои што можеби во иднина ќе бидат проблематични од земјотресен карактер или не знам померување на самото земјиште или лизгање на земјиштето и така натаму. Значи ова се се фактори кои што влијаат. Додека среднистите нормално е. Секогаш се бараат машинци, техничари, се бараат занатлиите, кај пониските струки, бидејќи нема.
Еве секогаш се бара водоводжија, повеќе се бара заварувач, повеќе се бара гадежен зидаротесар, повеќе армирач, повеќе, така едноставно и платите пораснаа. Мора да нагласам дека кога ќе го видиме статистички многу се ниски платите. Во друга страна работниците па што работат во граѓанството па се задоволни. Значи покрај оне регуларниот дел на плата најверојатно има дополнителен дел кој што се уште не е рак рана во Република Македонија, плата во плико, дополнително многу мал дел кој што на сметка. Така да ако работникот работи и се труди до 8 часа да заврши работата, не прави ексцеси да не работи, значи е задоволен од она што го прима. Господине Поповски, покрај се она што ни се случува изминатиот период, светоци сме на вистина се уште актуелна политичката криза, невработеноста па на рекордно најниско ниво. Значително се намалува, 23 и нешто. На што се должи таа? Па пред се на сиве овие мерки. Па еве, кризата си тече. Гледаме дека компаниите не затвараат. Дека влие кризата, влие. Значи, во делот на идни договори и така натака. Тоа не зависи само од Република Македонија, зависи од надворешни многу фактори, економски фактори. Сепак компаниите кои се во Република Македонија, кои што инвестираат, го прошируваат бројот на вработување. Домашните компании кои што ги видат позитивните трендови кои што се случуваат во Европа, но и Република Македонија, како Македонија вработува еден проект, од Македонија вработува два проекта, предходно вработувањето само на млади лица до 29 годишна возраст, ги видаа сите тие бенефиции, на 33.000 само со овие три мерки има вработени лица. Да не ги спомнувам и другите мерки кои што ние ги понудивме, но да ги ставиме на страна, сепак поволните системи кои што ги направивме во даначната сфера, значи оние рамни даноци, можности за поврат на некои средства од вложувањето и во едно нудење на ниски трошоци за изградба на бизнис во Република Македонија се дополнителен стимул да влезат странските компании, но дополнителен стимул што тие компании склучуваат договори со македонски компании кои што им се добавувачи за одреден дел од нивната потреба, кои што имаат во нивното производство. Така да тоа се зависни делови. Само да видиме само да направиме на математика колку возачи се вработеа за оние автобуси што ги носат работниците до работа. Па готвачи, па да кажеме лица кои што работат на чистење во тие компании, кои што се надворешни во други компании. Така да тоа е еден синџир кој што полека се формира во Република Македонија, круг на добавувачи, да кажеме, и тоа ексцентрично се шири, веќе секој има потреба од другиот да добие некој импулс што би завршил својата работа. Ви благодарам што бевте мојот гостин денеска тука го заокружуваме нашиот